Почитувани, министерката на Зоран Заев Нина Ангеловска си ги спаси парите од Евростандард банка, а земала и државна антикризна помош за својата компанија. Граѓаните осиромашуваат и едва и врзуваат крај со крај, фирмите крахираат заради селективноста на државата во давањето на помош, а министерката за финансии Нина Ангеловска во 3 наврати си исплатила државна помош за својата фирма Вебспот, фирма регистрирана за интернет трговија. Ова се извадоците од владата на Република Македонија на тие што доделиле помош, Вебспот на 8.7, на 12.6 и на 19.5. Ова е она што стои на страницата на Вебспот со адреса, општи одредби и стои дека е под gruper.mk, фирма добро позната чија е. Постојат сериозни сомневања дека Ангеловска повторно е злоупотребила својата позиција и од државниот буџет, за кој што беше задолжена да го управува, сама на своја фирма се исплатила државна помош за плати во време на епидемијата. Фирмата Вебспот во собственост на Нина Ангеловска на 8 јули годинава земала 210.909 денари, на 12 јуни годинава земала 224.750 денари државна помош и на 19 мај годинава земала 224.750 денари од помошта од антикризните мерки за време на епидемијата со COVID, односно вкупно Нина Ангеловска на својата компанија доделила околу 600.000 денари. Почитувани, ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупцијата да отвори предмет по овој случај. Антикорупционерите мора да покажат храброст, без разлика дали постои притисок или не постои притисок врз нив. Одговорност за Нина Ангеловска мора да има. Институциите мора да реагираат, затоа што ова е начинот како се трошени парите, 1 милијарда евра, пари кои што граѓаните ќе треба со години да ги враќаат. Ова е втора злоупотреба на позицијата во низа на Нина Ангеловска, откако јавноста дозна дека навреме ги извадила своите 250.000 евра од пропаднатата Евростандард банка, афера тешка 200 милиони евра, банка зад која што стојат непокриени кредити исплаќани кон струмички фирми блиски на Зоран Заев. Законите, почитувани, мора да почнат да важат, одговорност мора да има. Ви благодарам.